Добро утро, повторно Алфа анализа на една важна жешка тема, тема која би требало да му се наметне како ургентна на новиот парламентарен состав. Тоа е контрола на потеклото на имотот. Ексклузивно ова утро со адвокат Тони Менкиновски. Добро утро, Тони. Добро утро. Добро утро. Повторно добре дојде во нашето студио. Темата е актуелна затоа што од осамостојувањето навака се влече едно прашање кое сите не измачува, тоа е контролата на потеклото на имотот, односно прашањето зошто некои се збогатија, а знаеме дека нема ништо, станаа политички влијателни луѓе, знаеме дека капиталот не е чист, меѓутоа тоа досие не се расчисти. Во моментов ексклузивата е тоа што ти си еден од оние кои го подготвуваат предлог законот за контрола на потекло на имотот, кое очекуваме ВМРО ДПМН да го стави во процедура. Што е тоа ексклузивното? Па вака, сега да почнеме, ние председателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоски, овој закон го најави уште мислам пред 2 години, како закон кој треба воведе мир во Република Македонија од повеќе аспекти. Ние го имавме истиот закон, значи предложено во нашата програма, значи во обнова за Македонија, и истиот сметаме сега да го поднесеме во парламентот. Се работи за една многу специфична тема. Ако погледнеме од историски, социолошки, економски, правен аспект, таа тема треба да воведе мир во и правда во Република Македонија. Имено би започнал од еден предмет во судот во Страсбург, кој предмет кој е многу интересен. Тој е на еден бивши министер на Грузија кој аплицирал во судот во Страсбург од таа причина што сметал дека Грузија му одзела имот во висина од 500.000 евра, кој грузиската влада сметала дека тој е нелегално, нелегитимно стекнат имот, од причина што неговата плата во текот на мандатот била негде околу 1000 евра. Така да тој имот е одземен, ама не е одземен директно од него, одземен е од целата негова фамилија. Судот во Страсбург донесол одлука каде што рекол да, Република Грузија праведно му го одзела имот, бидејќи одземањето на имотот го засновала на закон. Понатака кажала дека јавниот интерес е многу побитен него приватниот интерес и му е одбиена апликацијата во судот во Страсбург по членот 6 и фер судење и по членот 1 протокол 1 правото на собственост. Што треба да значи законот за потекло на имот? Тој треба да значи, тој е еквивалент на конфискацијата на имот. Значи, тој имот кој е стекнат на нелегален и нелегитимен начин треба да се одземе не само од политичарите, затоа и го кажав примерот претходно, туку законот треба да има опфат на цела територија и на цело население на Република Македонија. Зашто неретко, неретко криминалот е спротивно на она што се форсира како ветинг. Да, ветингот тоа е, видете, ние во Македонија мора еднашка за секојаш да почнеме да носиме закони кои ќе бидат делотворни. Значи законите да бидат делотворни, тоа значи да имаат епилог и граѓаните да го осетат тој благодет од носењето на законите. Кај нас за жал многу ретко дури никој не ја мери ефикасноста на одреден закон. Така да овој закон треба, значи оние луѓе кои нелегално и нелегитимно го стекнале имотот, да им се конфискува на два начини, на административен и на кривичен начин, мислам кривичен прогон, подосна ќе го елаборирам тој дел. Ветингот е само знаете, како беше на Сталиновата, ако сакате нешто да забошотите, формирајте комисија за одредена работа и таа комисија ќе во постојано заседание. Ветингот и самиот Совет на Европа и многу институции надвор од Македонија, владини или невладини институции, кажаа дека не е делотворна алатка и опфаќа само една категорија на луѓе. Она што ние го предлагаме е потекло на имот, на политичарите, значи фокусот е на политичарите, но ги опфаќа и сите оние групи кои во периодот од 30 години, значи на демократија во Република Македонија,
нелегално и нелегитимно се стекнаа со капитал и немаат покритие тој капитал да докажат од кај им потекнува. А тој капитал е капитал на македонските граѓани и тие ќе треба да си го вратат. Нака не мислат дека ако го изнесат капиталот надвор од Македонија, дека тој капитал нема да им се најде, напротив, ќе го најдеме и ќе си го вратиме и тој е капитал на граѓаните. Сакам да потенцирам дека ова не е... Сепак е враќање 30 години, не е современска одредница од па напред. Видете, потеклото на имот треба согласно Конвенцијата на Обединетите нации, член 37 став 8 мислам дека е, таму се охрабруваат државите, сакам претходно да ја надополнам дека оваа тема е многу актуелна во светот, значи не е само во Македонија. И така да постојат меѓународни правила каде тие што ќе го изнесат капиталот од Македонија има начини како да се врати назад. Бидејќи тој капитал ако е нелегално стекнат, тој припаѓа на граѓаните на Република Македонија, на никој друг. Да се вратиме на поентата. Имотот, значи стекнат на нелегален начин, значи не може да биде, не може и не сме, значи не сме да биде во собственост на лица кои се стекнале за тој имот на начин кој ги искористиле одредени законски или празнини и со тој имот сега моментално располагаат. Зборував за Конвенцијата на Обединетите нации во делот на докажувањето. Дури Обединетите нации бараат од државите и ги куражат, им даваат овластување и велат ако може системот во државите да наметне оној што го поседува имотот да докаже од каде му е потеклото. Значи, нема да биде докажувањето на страна на институциите, туку на страна на оние кои го поседуваат имотот да докажат како тие го стекнале тој имот. Тоа е оној дел на административна постапка и она што е многу битно во тој предлог закон, значи има тоа е мешовит тип, значи на административна и судска постапка. Административниот дел фактички треба да ги зајакне одредени институции во Македонија, како што се Управата за јавни приходи, која треба да направи скенирање и да има повеќе овластување и ресурси во делот на сите граѓани на Република Македонија, а антикорупцијската комисија на делот на кои се однесуваат на политичари, на суди, на обвинители и сите оние јавни службеници кои работат на оваа тема. Тоа е оној административен дел каде што тие што го поседуваат имотот и кои ќе бидат предмет на вакви постапки ќе треба да докажат од каде, значи име имотот, како го стекнале. Ако го стекнале легално, значи тој имот не може да биде подлежен на било какви други процедури. А ако не го стекнале легално, тогаш веќе значи ќе имаат основа да се, значи да го вратат, државата да му го конфискува и да биде во собственост на Република Македонија. Ова е она што ние треба да го направиме за да завладее еден мир во општеството, од причина што 30 години ние имаме овдека ние имаме една ненормална состојба која стана нормална, за жал, во Република Македонија. Во делот на судскиот дел треба зајакнување во делот на кој се однесува на јавното обвинителство, зајакнување на ресурсите на јавното обвинителство и во делот на кривичниот закон. Значи во тој дел бидејќи овој имот значи е надвор од сите стандарди на стекнување. Така да овој закон треба, значи основата на овој закон е не е да падне пред Венецијанската комисија или пред судот во Страсбург, ние војно да плаќаме репарации како многу други закони. Овој закон е да направи вмрежување, значи интерконекција помеѓу одредени институции во Република Македонија. Оваа тема, значи да ја пласира во смисла да се најде соодветна процедура и на легитимен начин да му биде одземен имотот на овие лица. Морам да истакнам дека компаративно многу земји имаат донесен оваков закон, например во Србија и во Бугарија е донесен, но она што недостасува во тие закони
недостатство во тие закони е целисходноста. Тие се сепак не е само да се донесе закон сам по себе и да се задоволи граѓаните повторно да речат дека ништо не функционира, донесува закон за потекло на имот и тој закон како таков нема никаква функционалност и така натака. Не, ВМРО ДПМН предлага закон кој ќе биде функционален, значи и ќе ги даде ќе даде ефекти во општеството, каде граѓаните после 30 години транзиција ќе го почувствуваат чувството на правда, што е најбитниот момент. Тоа е битната работа, но сакам да подсетам или да адресирам на некој начин на многу важно прашање. Под она што се смета за најширок или најдобра законска рамка е Конвенцијата на Обединетите нации, која спомнуваш. Тука имаме Совет на Европа и други. Европска унија исто има директиви. Таа е ратификувана од 186 земји. 2007 мислам дека. Ние сме таму. Македонија има до 2018 биле според мој податок 186. Имаме европски директиви на Европската комисија за борба со организираниот криминал, еве ние да кажеме кај нас олигархијата и така натаму. Меѓутоа, са оваа работа може да постане Дон Кихотовска борба од причини што, еве, според податок на Европската комисија, во рамки на државите на Европската унија, се смета дека како црни пари или пари на овој организиран криминал се вртат околу 110 милиарди евра. Тоа се многу пари. И многу малку од нив, практично само 1% се фаќаат во мрежата на борбата со корупцијата. Значи не е лесна борбата со вака сега. Како што некој рече, не е лесна воопшто. Ова е почеток на таа борба. Има во 2010 година заедно со Звонимир Чичак бевме во Европска комисија и имаше бевме гости и бевме во делот на затворени институции и тогаш во своето обраќање Звонимир Чичак на господата од Европската комисија им рече, вика, ќе дојде време кога вие ќе почнете да учите од нас балканските земји во врска со стандардите. И тогаш имаше едно прашање од некој ЕУ дипломат, не се сеќавам, демек од која причина тоа, демек тие имаат многу висок стандард и така натака. Не, Звонимир Чичак им одговори, ние прифаќаме све вие што ќе смислите, значи ние го прифаќаме и како такво го применуваме и така, а вие не го правите тоа на ваше тло. Европската унија, значи кога зборуваме за Европската унија, значи да направиме дистинкција помеѓу Совет на Европа, Европската унија не е толку вешта во тој дел, иако имаат со таа директивата веќе гледаат дека оваа појава е многу страшна кај нив и гледаат да воведат правда. Повеќето оваа појава е, може да се кажем, оваа тема на потекло на имот е во оние држави како што се, да речеме, Ирска, Полска, кои се на границите на Европската унија, на тоа големо така наречено царство. Што сакам да потенцирам? Сакам да потенцирам дека овие помали земји, еве примерот со Грузија, кој го истакнав, нашле начин како да го решат, бидејќи тие поминуваат тие земји како што се Полска, Чешка, значи Србија, еве и Бугарија, поминуваат низ еден период на транзиција, каде што општествениот капитал премина во државен, па после тоа имавме приватизации кои беа смешни. Например, Македонија имаше приватизација што имаше Таѓичистан, Узбекистан и Хрватска. Сега замислете каков модел на приватизација имавме ние. Јас се сеќавам и на Тања Торбарин, имаше на ваша колешка во еден вестник, како студент го читав, Глобус, мислам дека се викаше, зборуваше за приватизацијата, дека тоа е племенска приватизација и навистина во Македонија се случи една таква племенска приватизација. Епилогот на таа племенска приватизација, значи е денешниот епилог. Многу ми е жал што никој не успеа од тие што ги приватизираа фирмите во Република Македонија да ги зачува и вработените да видат бенефит. Мислам дека имавме многу добро стопанство во Република Македонија. Поентата ми е таа кражба на тој државен. Тоа е големата кражба на народот, така се вика таа голема кражба, значи треба сега веќе ние, значи низ еден процедурален закон да ја
да ја оправдаме пред граѓаните во смисла тој што незаслужено се збогатил во тој период да си го врати, да му се конфискува. Дури и некои кои тоа го имаат направено, значи да си одговараат. Видете, ние имаме проблем, имате бивши премиери кои се сега моментално олигарци, кои немаат еден ден работно искуство. Од каде му нему толку пари? Од каде му нему толку пари? Дали тој платил данок за тие пари? Од каде потекнува неговите пари? Имаме државни функционери, имаме суди, имаме обвинители. Затоа нас ни вика дека сме хибриден режим. Значи ние треба еднашка тој хибриден режим вака се чита. Да. Имате влијателни луѓе кои на нелегален, незаконски начин се стекнале со огромно финансиско богатство, кои влијаат на политиката. Значи, и го креираат јавното мислење. Тоа е. И тие се репер за младите генерации дека без работа, значи може да се стекне богатство. Тоа никаде го нема, никаде во светот. Значи не можеме ние да видиме Занзибар или Зимбабве, мада мислам дека и тие држави веќе имаат некој систем, и тие луѓе да бидат креатори на менталниот на све она на јавното мислење, значи да влијаат врз новинари, адвокати, суди и така натака. Еднашка ние треба веќе да го затвориме тоа прашање и да почнеме да работиме на други теми, бидејќи Македонија има и други важни теми. Зошто тој капитал? Имате на пример луѓе кои немаат средства за живот, па ние можеме и на тие луѓе да им помогнеме. Имате ли проценки каде би можеле да се најдат овие првите кочничари на овој процес? Кој тоа би го спречил да се донесе ваков закон и тој да почне да се применува? Прво, затоа споменав дека потребно е институционално зајакнување, закон кој ќе има репресија врз оние што ќе го спроведуваат. Тоа значи Управата за јавни приходи да дава годишен извештај. На пример, антикорупцијска комисија не да тврди дека они само одредена тема сега, па после немале доволно ресурси, па после ќе правеле некоја друга тема и од причина што немаат доволно ресурси како антикорупцијска комисија, не може да ги обработат сите теми. Не, тие треба точно, бидејќи се избрани за таа значи на тоа работно место, имаат обврска да ги спроведат, значи да најдат да го погледнат целиот имот на сите политичари, на сите суди, обвинители, и не знам, сите јавни службеници, доколку детектираат одредена злоупотреба, истата да ја пријават и да превземат постапка. Значи, ние мораме еднашка веќе да застанеме здраво и цврсто за ако сакаме да создадеме држава. И ако сакаме, значи овдека една од причините што сметам дека нашите деца бегаат од Македонија е оваа неправедност. Значи, постои неправедност во општеството и таа неправедност е очигледна и очевадна. Како стои состојбата со примената на инструментот конфискација на нелегално стекнат имот? Катастрофа. Значи, тоа е една многу битна поента, каде што треба да ја мериме работата на институциите. Имено ние при носењето на законот за јавно обвинителство направивме една анализа која не ми се веруваше, ама морам да ја истакнав и во една дебатна емисија претходно и ќе истакнам сега. Значи, конфискација на имот последните 3-4 години, зборувам за јавното обвинителство, дури не е ни поведена. Значи, па тогаш, која е смислата на борбата со криминалот? Која е смислата на борбата? Борбата со криминалот треба да биде да му се конфискува. Во Германија е токму тоа. Значи, фокусот е на конфискација на нелегално стекнатиот. Не само конфискација на нелегално стекнатиот имот, и проширената конфискација. Значи, ова затоа го зборувам, затоа треба да бидат имплементирани повеќе институции кои ќе го следат целокупното општество, не е само некој судија кој, да речеме, не се сите, прво да кажеме дека сите судии не се корумпирани. Значи, таа стигма треба да ја тргнеме. И не се сите бизнисмени, нормално. И сите бизнисмени не се. Значи, треба точно да се лоцира одговорноста, а да не се користи овој закон за политичка пресметка во Република Македонија. Затоа е поентата многу важна. Затоа во овој закон се имплементирани како праксата на судот во Страсбург, Конвенцијата на Обединетите нации, директивите на Европска унија, значи сите оние меѓународни стандарди се имплементирани, направена е опсежна анализа на
сите, значи од Ирска, Америка, значи кои ги имале потреба за воведување на ваков закон и применете овој модел кој мислам дека треба да даде резултати. Да. Еве, ќе наведам неколку примери на држави кои се борат со овие нелегално стекнати имоти и се збогатуваат на нелегален начин, а кај нас, наречеме, тоа воопшто не се ни перцепира како проблем. Да. Например, човек кој се занимава со некоја земјоделска работа, одеднаш станува инвеститор на големи стамбени објекти, гради згради и така натаму, влегува во еден друг бизнис, или човек кој има 10 стана, не се води како компанија која има real estate. Например, во Австралија вие или во Америка, ако имате 10 стана, вие плаќате посебен данок. Во Америка, например, не можете вие во текот на годината да продадете повеќе од 3 автомобили. Чи купувам на автомобил, дали нов или на старо, не можете 3 пати во текот на годината да препродадете автомобил. Значи, тоа е за нив бизнис. Ке мораш да си регистрираш компанија и така. Ова се примери како во западните земји демократи се воведуваат посебни даноци за ваков имот. Видете, веќе Еве, да. Има пример, например, луѓе во Скопје седат по цел ден во кафетерии Рента, и станови, живеат никој од рента на станови. Никого тоа не го и никој не се загрижува. праша од каде им се Точно становите, така. да, како е. Па видете, тоа е многу, затоа треба да се зајакнат тие институции на управа за јавни приходи. Значи и тие, ако се сеќавате во минатото, имавме некои добри решенија на системот, имаше местни канцелари на управа за јавни приходи, каде што се следеше имотот и така натака. Сега мислам дека не е толку потребно, бидејќи веќе си имаме дигитализација и вие многу лесно може да утврдите едно лице што поседува во Република Македонија. Само погледнете го катастарот и ќе ви стане јасно. Сега, кога одиме во длабочина на оваа тема, и многу е важно да кажеме дека не се само финансиските трансакции проблем. Имате, например, закон за трговски друштва, ова што го зборувате вие, има дури, мислам дека и предвидено таму, вие формирате фирма од 5000 евра, давате некој влог, а градите од значи објект од 10 милиони евра. И никој не се прашува од каде се тие пари. Значи, тие се битни елементи кои треба да се интегрираат. Темава е многу важна. Јас сметам дека оваа тема, иако ние ќе дадеме значи предлог на закон, потребно е вклучување на многу луѓе на оваа тема. Потребно е парламентот кај нас малце да го смени. Сега имаме нов парламент. Парламентот треба да го повика директорот на управа за јавни приходи да даде некаков отчет, да каже тој што работи цела година. Значи, кои се неговите бенефити како институција. Имавме ние јавниот обвинител закасне со извештајот годишен кој мислам дека како извештај е сиромашен. Значи, треба многу работи да ни образложи во делот на конфискација на имот, зошто постои таа институција, значи и така натака. Значи, не само таа, и антикорупцијска, имаме агенција за перење на пари, финансова полиција. Парламентот, значи, треба во иднина овие институции да ги повикува да дадат одредени анализи при носењето на законот, за да ја видиме онаа нивна делотворност на законите, дали тој закон и е од бенефит на граѓаните, бидејќи суверенитетот е мој, ваш, на граѓаните во оваа република. Ако произлегува суверенитетот од нас, ако е делегиран на парламентарците, тогаш треба и да си ја сработат и нивната работа како што треба, не само да наоѓаме изговорите. Значи, ние треба поставуваме прашања на тие луѓе кои ги водат тие институции да ни дадат анализи и препораки за нивното работење. Да, меѓутоа ние во сите извештаи на Европската комисија добиваме оценки дека имаме ендемска корупција, сега стигнавме до да имаме корупција политичка на највисоко ниво и затоа тоа ние се фалиме дека сме добиле позитивен извештај од Европската комисија, без да видиме дека не само во дворот или по тепихот, дека целата куќа веќе ни е полна со вакво ѓубре. Да. Кое мене ми е дилемата, можеби возраста е таква, многу сум скептичен дека ќе има политичка волја еден ваков навистина важен закон да се донесе и да почне да се применува. Видете, мора да се донесе, зашто веќе ви напоменав, постои меѓународно движење во овој дел.
многу е лошо ако некој се обиде да донесе закон кој нема да ги исполнува сите стандарди, тогаш повторно ќе ги обесхрабри граѓаните. Но она што ние го предлагаме е давање на извештај. Значи треба управата за јавни приходи да даде извештај пред парламентарците, значи да каже дека оваа година значи се проверени, но не да се злоупотреби тој закон. Значи за политичка пресметка. Значи треба да се најде еден баланс кој ќе ги штити и правото на собственост, но и правото на јавниот и приватниот и јавниот интерес. Значи треба онај феудален систем кој сега во Македонија постои, бидејќи ние ако сме демократија, се уште во некој однос имаме феудален систем, значи во дали во бизнисот, дали во одредени институции каде што имаме непотизам или фамилиарни конекции. Значи треба еднашка за секогаш веќе да почнеме да градиме држава на оние фундаменти кои се најважни за едно демократско општество, а тоа е оној мерит систем. Ако вие работите и добро работите работата, тогаш немате никаков проблем. Имате ли некоја пресметка направено колку државата губи од овие па ние, видете, вакви феудални односи во стопанството? Губиме, еве сега ќе ви кажам еден пример, една компарација ќе направиме со оставинската постапка. Во Република Македонија претходно оставинската постапка беше по службена должност, не се применуваше, па се префрли кај нотарите, им се направи одреден бенефит на нотарите. А што е проблемот? Сега моментално ние не знаеме кои се собственичките односи, зашто тие не одат екс официја, туку одат по пријава на одреден граѓанин кој е засегнат. Но што губи државата? Прашањето беше. Значи, губиме, имаме многу станови во Скопје кои се така затворени, нема никаков оставател, според законот е Република Македонија. И зошто тие станови, например, кога би се средил системот и кога би се направила анализа колку се тие празни, не би му се дале на деца без родители, ранливи групи, зошто не би го средиле системот, реорганизирале во тој дел. Истото во делот на ова, значи колку губи државата. Државата губи многу. Ние губиме огромни пари. Значи не само што губиме, имаме друг проблем. Ова генерира, како што претходно реков, генерира проблем во општеството, мултиплицира кон помладите генерации. Значи за нив, за многу млади деца, неработењето е вековен сон. Дури слушнав една поговорка која навистина ме вели од многу работа само погрбав се станувало, не побогат. Видете, ние имаме генерално, затоа споменав, имаме правен, социолошки и историски проблем кој треба да почнеме да го решаваме. Јас не велам дека овој закон ќе има апсолутна примена и апсолутно све ќе опфати, но ние треба да имаме, да почнеме од некаде. Значи да почнеме да внесуваме правда во општеството. Значи, за да нашите граѓани се почувствуваат достоинствено, бидејќи нашите граѓани се многу лажени во изминатиот период и многу ограбувани. За да не отвараме сега теми кои се на друга линија, ама меѓутоа ова на некој начин би требало да биде континуитет на оној процес што беше расчистување со минатото, односно со доушниците и така натаму кои работеле за еден систем. Опасноста е да не се повтори овој процес во така. Нешто такво, Добро, значи да се промаши темата. Зборуваме за лустрација законот. Лустрација. Јас бев голем поборник тоа да оди во судска постапка. Лустриравме луѓе кои се починати, кои немаше никаква смисла. Немаше Лустрацијата има смисла кога вие претендирате на некоја функција. Една грешка која мислам дека се скапо не чинеше, како држава ние не определивме кои се македонските дисиденти во периодот на комунизмот. Мислам, многу важно, зашто ако ние определивме кои беа македонските дисиденти, тогаш ќе знаевме и кои се нивните кодоши. Значи, и не можат сите да бидат македонски дисиденти. Ние имаме луѓе кои биле гонети за иридентизам, кои навистина биле проблем во тој период и тие не можат да бидат значи нивните како да кажам специфичен поиме лустрацијата. Ако имавме низ присмена судска одлука, значи прво да кажевме кои се нашите дисиденти, тоаш многу лесно ќе знаевме и кои се луѓето кои треба да одговара за нивната. Ние денеска немаме таков систем. Може би намерно беше така направено за да Само на кратко, кога би можеле да очекуваме да
биде завршен овој предлог закон? Ние веќе во текот, значи ние сме спремни и парламентарната група значи ќе го промовира овој предлог закон. Спремни сме во смисла оваа тема имаме исцрпено, не имаме површно обработено, имаме исцрпено до крајност, зашто многу е битно не само да чепнете на површината, него длабоко да се донесе закон кој ќе биде навистина правичен и не закон кој ќе се злоупотреби за подмирување или подкосурување со политичките противници, него закон кој ќе воведе правда и сигурност во Република Македонија на сите граѓани.